Разговор во редакција, подкаст број 2. Изминатиот месец дена една приказна предизвика лавина од реакции. Тоа беше приказната за Slimline, односно за додатоците за исхрана и каде што беа откриени недозволени супстанции, односно нешто што не треба да бидат таму. Имаше големи реакции во јавноста и за тоа денеска ќе зборуваме. Значи, а гости повторно ќе си се представат самите во првиот дел, кој ќе бидат? Твојот драг домаќин Давид Илиевски, новинар во Истражувачка репортерска лабораторија. Бојан Становски, новинар во Ирала и колега на водителот и ководителот. Исто така драг колега на сите вас и јас недрагата колешка Сашка Цветковска. Добро, хајде и јас да се представам. Горан Теменугов, домаќин и водител на овој подкаст, број 2, како што реков. Спомнав дека ќе зборуваме за случајот Slimline. Ќе го представиме малце на пошироката јавност. Имаше огромни реакции за тоа што беше напишено. Имаше и епилог сега за сега, разрешен еден обвинител, односно наводно сам се повлекол, па после тоа затоа што не си обавувал својата работа, но тоа ќе го разговараме во вториот дел од подкастов, кај што ќе биде гостин главниот скопски обвинител Гаврил Бубевски, но до тогаш мораме да го представиме онаа што го објавивме на нашата веб страна irl.mk. Колешке Сашка ја водеше целата приказна, нашата колешка Лила ја пишуваше, но ти беше едиторот, односно уредникот на целата приказна. Што точно откривме во оваа приказна? Оваа приказна главното откритие во оваа приказна е дека на македонскиот пазар повеќе од една деценија се дозволило да се продаваат суплементи, и тоа од еден од најпопуларните брендови, еден од најстарите брендови кои што се познати во јавноста по продавање на суплементи за слабење, за детоксикација на организмот, особено се видливи рекламите кои сугерираат дека станува збор за слабо слабење и други бенефити за човековото здравје. Овие суплементи содржале антидепресиви или она што јавноста веројатно повеќе го знае како Хелекс кај нас е тоа апче, и содржале амфетамини или субитрамин. У суштина содржале дрога. Некој го дрогирал. Да, некој го дрогирал. Малку го дрогирал со цел, нели, да му го сузбие апетитот, бидејќи тоа е ефектот од амфетамините. И но дополнително во овој коктел имало и антидепресиви за, нели, среќно да слабеат без да имаат желба да јадат. Да, не беше само ова откритие, да, многу е значајно, но интересно беше оној дел каде што видовме дека и дел од институциите што треба да се грижат за нашето здравје, некако како да не се ни свесни што има во оптек, односно не го контролираат и тоа онака што лесно си се продава на пазарот. Ова почна како приказна за суплементи од еден бренд кој што наштетиле на кариерата на еден спортист во Македонија, и Ирала има цела една програма која што се вика пријави на граѓани. Граѓаните нас масовно ни праќаат и добиваме илјадници пријави. За жал, многу од нив, особено по објавата на оваа историја, се однесуваат на квалитетот и недовербата во истиот, не само на суплементите, туку и на лековите и на храната. Ние го земавме ова и колешката Лила почна да го работува како еден случај на еден спортист со уништена кариера, но потоа случајот отвори толку многу димензии. Од илегална или неконтролирана и нерегулирана продажба на интернет. Но најстрашно од се беше дека 12 години овие луѓе ги продавале овие суплементи најмалку 5 пати од тоа што ние знаеме во македонската држава и во Србија, која е друга држава, биле утврдено присуство на дрога и на забранети супстанции, се одвивале најмалку 3 поединечни судски процеси, но некако овие луѓе постојано успевале да ги пласираат и непречено да ги продаваат. Тоа е многу интересно. Тука е добро да се спомне системот на контрола. Поделеноста во делот на додатоци на исхрана ги контролира Агенцијата за храна и ветеринарство, АХВ, а не се контролира од страна на Малмет, која што е Агенцијата за лекови, која што контролира исклучиво продажбата на лекови. За да декларираме нешто како лекови, треба да кажеме дека е лек. Доколку ние сакаме да излажеме дека има лек, со цел да го подобриме дејството на нашиот производ, ако го декларираме како храна, тогаш Малмет не би можела, нели, да го тоа соодветно декларира, бидејќи
на увоз, ова не влегува како такво нешто. Тоа што е најважно овде не е овој бренд. Од тогаш наваму добиваме искрено до сега имаме веќе повеќе од 150 пријави за различни други суплементи. Тоа не зборуваме само за суплементи за слабење. Граѓаните во Ирола масовно пријавуваат лажни или производи во кои немаат доверба од лекови за главоболки до антибиотици, до витамини, и тоа укажува дека државата веројатно нема никаква контрола, тоа го знаеме и од нашето патешествие. Недоволна контрола или не сака или не сака да контролира. Откривме дека осудена компанија во првиот случај што беше си се пререгистрира, смени само управител, газдите останаа исти, нов управител и повторно ги продаваше истите. Така, недоволна контрола е подценувачки дури да се каже. Станува збор за комплетно отсуство на контрола од страна на Агенцијата за храна, комплетно и ветерина. Комплетно отсуство на соодветни закони кои ќе им дадат на институциите можности посоодветно да ги контролираат, да вршат надзор и да ги гонат овие дела. И станува збор за жал. Претходното раководство во јавното обвинителство со децении наназад не сметало дека делата против здравјето на македонските граѓани, дека делата против здравјето на нашите девојчиња и жени е важно. И може јас сум користел, мислам, за да се намнемо. Спортисти користеле, ти не си во тие Горан. Да, може би сакам да станам добро, немој кога сексизам овде. Кога со Александра Денковска ќе ја завршите, нели, трката за маратон, може би и ти ќе почнеш. Како и да е, толку никој не сметал дека ова е важно, што на ваквите случаи најчесто се назначувале обвинители кои што не би можеле да го задоволат ниту основното очекување да се истераат вакви. Значи најлошите луѓе биле праќани на овие случаи, работата била ваква. Сега да не даваме квалификација дека се најлоши, добро, значи едноставно не биле подготвени и не биле можеби свесни дека да, добро, имаме разрешување, тоа е епилогот, значи Ама Горан, да не биле подготвени, да дојдат на едно рочиште неподготвени, да не дојдат на 19, или таму не знам колку неподготвени. Уморни биле може. Не, ја мислам дека не постои свест. Не постои свест, дури и ке правосудните органи, дека важните прашања кои ги мачат граѓаните, кои секојдневно влијаат на квалитетот на нивниот живот и на нивното здравје, и кои понекогаш ќе значат дали некој ќе живее или ќе умре, воопшто не се следат. Секој обвинител и секој судија сака да направи кариера на високи и жешки политички случаи. А поголемите, потешки теми се овде. Давид, кога го подготувавме подкастов, те замолив да ми провериш нешто, а тоа е колку од нашите приказни и приказните на ИРЛ, што може да се прочитаат нели на irl.mk, предизвикуваат реакции кај институциите, но еве на пример колку завршуваат со кривични пријави, колку има реакции од институциите што се надлежни, па тие институции можеби и се подобруваат после тоа. Дали имаме некоја статистика, дали можеше да се извлече тако заклучок? Процентуално нема да извлечеме статистика, но од она што може да се види е дека секоја трето истражување на истражувачка репортерска лабораторија предизвикува некаква реакција во делот на правосудниот систем, односно обвинителството да излезе дека отворила некаква предистражна постапка. Зборуваме за оние истражувања кои што се подлабински истражувања и каде што се анализираат теми на како корупција, организиран криминал. Интересно е дека ниту една од овие отворени предистражни или истражни постапки не резултирала со обвинение или со судски случај. Интересно, повеќе жално претпоставам кога ќе се каже ова. Можеме онака да се навратиме неколку приказни наназад, тргнувајќи од она што последно го зборевме на подкастот Швајцарски тајни, веќе 2 месеци во предистражна постапка. Добро, кратко време останува да видиме што ќе направат истражните органи. Меѓутоа заговор против воздухот, истражувањето за мазутот кој што влегуваше како мазут, меѓутоа бил токсичен отпад во Македонија, односно загадувачко масло, предизвика бура реакции. Тоа беше можеби една од приказните на истражувачка репортерска лабораторија која што предизвика и најголеми реакции од страна на јавноста. Инспекцијските органи излегоа, направија некакви контроли, казнија одреден дел од компаниите, тоа не ги спречи нив да продолжат да увезуваат мазут, меѓутоа од страна на обвинителството немаше никаква реакција за оваа тема. И се повторно пак ќе се вратиме една година наназад, 2020, почнува ковид пандемијата, истражувачка репортерска лабораторија се фокусира на истражување на пандемско профитерство во кое што ги анализиравме увозите на маски и тестови во државата и успеавме да докажеме заедно со меѓународниот проект за истражување на организиран криминал и корупција дека во Македонија
се внесувале маски и ковид тестови со лажни сертификати. Знаеш што е многу важно овде, извини што ќе те прекинам, Давид. Значи, таа информација прва ја откривме ние, македонските новинари. Ние го предложивме проектот, контактиравме со сите центри што ги познаваме, креиравме еден меѓународен проект и сите наши колеги кои работеа во Индонезија, во Украина, во Велика Британија, во Америка, во Португалија, во Италија, каде сакаш на овој свет, во нивните држави, нешто што потекна од Македонија, бидејќи ние први ги лоциравме лажниве тестови и секаде имаш од парламентарни јавни расправи до разрешувања. Американската FDA агенција ги забрани, има соопштенија. Британскиот премиер излезе со изјава. Значи, не само со изјава, истрага имаше на секаде. Во Македонија немаше ништо. Јас ги разбирам од институциите кои немаат капацитет доволен, нели да ги следат, но ако институциите не се овде за нас во најтешките времиња, да ги заштитат граѓаните од вистинско пандемско или за мене тоа релевантно на воено профитерство, тогаш кога е вистинското време? Тоа гостинот ќе зборува да, само. Тоа би сакала да го прашате гостинот, имам нарачано прашање, ако ти не ми дозволи. Кај соговорниците, ја знаеш дека не сакам нарачани. Имам јас нарачани, да, ти го напишеш на Боки му го оставам, ама но не. сега Бојано, дојдовме до едно многу суштествено прашање, тоа е реакција на институциите, но сега ќе се задржиме на реакција на правосудството, односно на обвинителството и на судовите во вакви случаи, еве 2-3 приказни кои што драстично влијаат на квалитетот на животот и на здравието на нашите сограѓани и на нас лично овде што сме присутни, не завршуваат со обвиненија, немаме судски разврски, немаме судски случаи. Може ли да ми кажеш, бидејќи си новинар, подолго време што го следи судството, дали може би онаа 8% доверба во судството е токму заради вака што не се бават со теми што се многу важни за граѓаните? Па да. Да. Slimline е класичен случај и показател на мајтапење и со системот и со државата. Зошто? Зошто е една компанија која години гради лошо реноме, која има една судска пресуда и само прави нова фирма и почнува одново да го работи тоа што најдобро го знае, покажува дека системот е трул. Покажува негрижа на обвинителството, покажува негрижа на судот да ги препознае, да ги мапира и да ги казни оние кои го изигруваат системот. Изиграна е царина, изиграна е Агенцијата за храна и ветеринарство, што воопшто не говори што правиме ние тука. Дали е све толку труло кај првите институции на системот кои треба да ги постават правилата на игра, за да дојдеме и во делот правосудство, тоест обвинителство и судови, и да видиме дека имаме случај каде што обвинител повеќе од 9 пати не доаѓа на рочишта, и тоа со банални и тривијални објаснувања, а судот во исто време да ги прифаќа одложувањата без никаков проблем. Но интересно е, има судска одлука против компанијата која порано се викала со друго име, сега е SLC Group, и едноставно повторно истата компанија, иста е бидејќи се исти собствениците, повторно се наоѓа пред суд, но еве ќе бидат осудени парично, можеби кривично, ќе видиме како што ќе биде крајната разврска, но кој ги спречува повторно собствениците да отворат нова фирма, пак да ја продолжат дејноста? Мислам дека и со Дурмо Турс беше истата приказна, да продолжи со дискотеките беше исто така со Беса Транс, што загинаа 40 на луѓе во Бугарија, беше отворена нова туристичка агенција, синот на газдата отвори, мислам така нешто имаше случај. Не знам, интересно е да го прашаме гостинот во вториот дел што се случува и зошто и како е можно едни исти луѓе, собствениците сега на новата SLC Group, може да го направат ова. Дали не е доволно обвинителството или надлежниот обвинител да отвори нова истрага и да видат точно што се случувало во сите овие изминати години, зашто станува збор за класична негрижа према граѓаните. Тука во голем дел се излажани малолетнички, значи девојки кои ги пробудил интерес производот кој најверојатно агресивно се рекламирал по социјални мрежи. Затоа и голем дел од реакциите беа на социјалната мрежа Инстаграм, особено затоа што најголем дел од корисниците се помлада популација која што посегнува по овие продукти кои што им викаат дека ќе се само додатоци на исхрана кои што ќе им помогнат до ославата, всушност се. Во суштина, ниската доверба во судството се отсликува преку овој случај.
Така. Но не само ние овде што седиме дека знаеме за ниската доверба бидејќи, но има и релевантни извештаи кои што кажуваат дека не ни е сејна работата. Колку е сериозно, односно колку од надвор институциите што следат работа на судство не перцепираат како дека имаме проблеми со судството, а без судство реално не можеме да се надеваме во Европска унија дека некогаш ќе влеземе. Направени се некои чекори за разлика од пред неколку години наназад. Не би било фер да не кажам дека има одредени померувања и мал прогрес. Се отворија судовите претежно за новинарите, инаку беа бункери. До пред неколку години стварно не можеше да се користи телефон и да известуваш од судница. Променети се, гледаме стримови во живо и пренесување на интересни рочисто оние кои медиумите ќе одлучат дека се интересни, ама глобално во сите извештаи, вклучително и State Department и во годишните извештаи на Европската унија, секогаш се нотира проблемот со ефикасноста на судството, со долгите предистраги и бесконечни предистраги на обвинителството. и тоа Само извини да те прекинам, затоа што фино е да го подобјасниш моментот на како оди процедурата кај во овие случаи кои што ги набројав, сите се заглавени во предистражна постапка во обвинителството. Него чисто Бојан само кратко да објасни за граѓаните што значи предистражна, што значи со истражна гостинот во вториот дел, постапка. со гостинот бидејќи предистрагите се користат делумно и за заплашување на граѓаните, бидејќи се создава чувство на правна несигурност кога си дел од долги предистражни постапки или истражни постапки, бидејќи не знаеш што ќе ти биде, дали ќе биде прифатено, дали ќе донесат до каде ќе биде постапката, едноставно се плашиш од системот бидејќи те истражува. Мора да има кога ќе заврши таа предистрага и луѓето да знаат. Мислам дека сега ќе каже обвинителот која е најдолгата предистрага која имаат во него. Така, и дали е тоа нормално да има толку долги? Не, тоа е нотирано во извештаите, во сите извештаи нотирано дека Гостинот само што не седнал. Не, само кратко, пошто убаво е тоа све што искритикувавме, ама фер е да погледнеме и на нашата страна. На крајот на денот, колку ќе биде силен, ефикасен и исправен одговорот на институциите во однос на потребите на граѓаните, во голема мера зависи од тоа колку медиумите во своето известување ќе ги стават во фокусот вистинските проблеми на граѓаните во однос на правосудството. Да не се лажеме, ние во моментот едва и да имаме известувачи од суд или од обвинителство, тоа се најчесто политички новинари кои одат на судењата каде што имаме големи таргети. Ја мислам дека не е така, дека се жал... специализирани новинарите, можеби најспециализирани се во моментов за судство бидејќи колку можеш да ме наброиш новинари? Не, има колеги, значи тука повели за да го слушнеме ама и да го апсолутно видиме. не можам да се согласам. Мислам, и Твое ние право. сакаме судовите обвинителствата да ги работат случаите кои се од највисок приоритет за граѓаните. Каде сме ние? Колку од медиумите одат на судење на работници, на суплементи, колку? Малце ќе го пренасочам ова и само кратко за новинарството, затоа што ми беше запишано и многу би сакал да го кажам. Еве, од нашата страна, каде што ние сме новинари кои што не се фокусирани да го следат само судството и обвинителството, меѓутоа ние истражуваме теми од висока корупција, организиран криминал, теми кои што понатако обвинителството ќе треба да ги превземе. Нешто што најчесто се повторува во сите разговори кои што ги имам со луѓе надвор од новинарскиот свет, која ќе ти каже ти браво, супер, многу добро истражувате, одлична беше тема, ама што после ова, ништо, џабе е све. И знаеш некако тој аспект кај што ние како новинари толку многу сме вложени, толку многу инвестираме, тоа се некојаш и месеци и години на некои истражување и после тоа некој ти вика браво, супер е, ама што после тоа, знаеш, мора обвинителството да превземе некаква иницијатива да понатака овие истражувања кои што новинарите ги подготвуваат, иако се малку, оние малку истражувања да можат да добијат некаква судска разрешница. Па добро, никој не мора ништо на крајот на денот. Моето мислење е малку поразлично. Граѓаните на крајот на денот мора да разберат дека притисокот мора да дојде од нив. Историјата со Слимлайн е поразлична од другите, бидејќи притисокот го создадоа граѓаните, бидејќи важноста на темата ја препознаа и тие беа тие кои ги иницираа овие промени. Нашето известување е наша должност кон граѓаните. Дали тие ќе се приклучат кон притисокот врз институциите? Ќе зависи од тоа колку квалитетно ние
ги искомуницираме потребите на граѓаните. Ама заговор против воздухот беше една таква тема која што предизвика бура реакции. Имаше 1200 мејлови пратено само до Министерството за економија, а без разлика на тоа, мислам, социјалните мрежи горе кога се објави и пак ништо. Да, ќе дадеме сега простор и на скопскиот главен обвинител, само да ги информирам гледачите, слушателите на овој подкаст, дека ководител нема да биде стандардниот Давид, туку ќе биде Бојан, кој што има поголемо искуство во судството, а може би сакаме да бидеме двајца брадоњи за да го водиме тој подкаст. Да, и Горан беше... Така, ти жилече. Да, и само чисто него пофали морам јас, бидејќи Ирала ја негова својата програма за млади новинари, меѓу кои Лила Караташева, која ја работеше во Асторија. Бојан беше заедно со мене работеше оваа приказна да ја изведеме од нула до крај. Тука помогне и Маја понатаму, ама... Бојан ти го отстапува местото. Да, тоа е. Време е за скопскиот обвинител Гаврил Бубевски. Да, еден ден може би Горан и на жена ќе отстапи место на Кохост, ама until that day имајте убав разговор со обвинителот. Продолжуваме со подкастот, како што најавивме, гостин скопскиот главен обвинител, тоа е господинот Гаврил Бубевски. Го слушнавте првиот дел од разговорот, прозивки на име на обвинителите. Имаме различни ставови со колешката, со шефицата моја Сашка, околу некои работи како се следи судството, но факт е дека голем дел од темите што ги засегаат граѓаните и здравието на граѓаните не се обработуваат во обвинителството. Оноа Slimline имаше една пресуда, активна е втора случај. Тука не знам дали би можеле да го коментирате, бидејќи е активен на тој случај, односно постапката е во тек, но основното прашање е како може да се повторува исти луѓе, исти фирми, повторно да повторуваат дело и да нема никаква одговорност. Каде е проблемот, господине Бубевски? Прво да ве поздравам сите вас овде во студиото, вашите гледачи, тие што ве гледаат и тие што тек ке ве гледаат во поднатамошните емисии. Да се заблагодарам што ме повикавте и мислам дека ќе имаме некое дружење за кое што ќе пообјасниме некои работи за кои што сметам дека можеме полесно да им појасниме некои работи на граѓаните. Најпрви, кривичните дела против здравието на луѓето се едни од најсериозните кривични дела кои што ги третира кривичниот законник и секако дека тука најсериозно кривично дело е она што е продавањето, односно дистрибуцијата на наркотични средства и сето тоа што најмногу го погаѓа здравието. Но се разбира дека не малку важно, односно исто така важно е и сите овие современи средства кои што се користат за разни слабење, и други работи кои што се нудат на пазарот, а кои се предпоставува, односно се прикажува дека даваат многу брз ефект врз телото, врз организмот, имаат само добри ефекти врз тоа. Се разбира дека има доста такви производи кои што не ги задоволуваат стандардите за да може здравието на луѓето, за да може да биде исполнето она што е декларирано дека треба да не го овозможат, но еве го основното прашање се добива впечаток дека обвинителството нема капацитет или не сака да постапува на вакви, ајде да кажеме, случаи кои што бараат малце и подобра познавање и подобра експертиза, кои што бараат малце да се продлабочат, да се направат анализи, да се увидат состојбите. Едноставно, она што го спомна колешката Сашка, значи дека сите сакат, сонуваат сите обвинители за големи случаи, но никој не се бави со овие условно кажани мали случаи, но у суштина се најзначајните. Да, се согласувам дека ова се многу значајни случаи, затоа што на ова го засегнува скоро секој граѓанин во оваа држава. Мислам дека обвинителството, барем она обвинителство со кое што во моментот јас раководам, сериозно ја има сватено се оваа работа. Експертизите се прават на различни места, значи ние не сме експерти за тоа дали некој производ е здрав или не, за тоа ги даваме на одредени вештачини и одредени институции кои што прават одредени вештачини и кажуваат дали таа субстанца која што
која што ја поседува дали претходно била декларирана и дали таа супстанца која што е пронајдена во производот воопшто може да предизвика некакви негативни ефекти и дали предизвикува негативни ефекти. Во зависност од тоа и ние го и класифицираме кривичното дело како такво, како кривично дело против здравјето на луѓето и понатаму се процесуира во постапка пред суд каде што судот го кажува последниот збор дали тоа ние сме го докажале или не. Но, колегата Давид спомна, например, го спомна случајот со загадувањето на возот, со мазутот што се увезуваше, требаше да биде мазут, но тоа е у суштина гориво, канцерогено, кое што не смее да биде во Македонија, не предизвика реакција во обвинителството. Значи, доаѓаме во момент како повторно како решавате кој случај ќе го отворите, под допрен глас, ние пишуваме, истражуваме, како решавате, опишете ме, на колегиум седите и викате, напишале новинарите тоа и тоа, ќе го отвориме или нема да го отвориме, едноставно како го решавате тоа? Што е важно за вас? Значи, во обвинителството во секој случај се формира определен предмет или се формира предмет сам за себе, значи тоа како што го викате и вие по некаков допрен глас, а најчесто допрен глас е она што вие го презентирате во јавноста, или се формира предмет по пријава на некаква институција која што е задолжена во државата да ги следи овие работи. Значи, во зависност од тоа како се развива предметот, од првична пријава, па прибирање на одреден доказ, па прибирање на одредена документација, може би има и овде и меѓународно правна помош за одреден предмет. Сега не зборам конкретно, зборам општо како што ми прашавте. Значи, предметот се формира дел по дел, значи се собираат документи во зависност од тоа на која линија односно за кое кривично дело се испитуваат доказите и се формира доказен материјал за одредена фактичка состојба. Предистражната постапка е во глобала тајна постапка. И дали ние постапуваме по одреден предмет или не постапуваме вообичаено и не треба да го знае јавноста, затоа што, како што кажавте и ве слушав претходно, затоа што има тука многу засегнати лица кои што можеби и да не дојде до никаква постапка, а ќе трпат штетни последици без да имаат било каква улога во сето ова. Значи, предистражната постапка е една постапка во која што не се собира докази против се собира докази и за определено лице, меѓутоа се собира докази и за формирање на определен предмет со кое што доказниот материјал за формирање на определени кривично-правни действија треба да го поврзеш со лицето кон кое што ти е насочено. Дури од кога ќе собереш еден вид тој квалитет на докази и ќе го качиш на едно ниво на кое што можеш да кажеш по закон, ова е основано сомневање дека ова лице сторило определено кривично дело конкретно против здравјето на луѓето или некаков екоцид како што спомнуваме или против околината заради нејзина заштита, дури во таа фаза веќе таа постапка од целосна тајност може да преминува во една полутајна, односно веќе јавна постапка која што одредени работи се уште остануваат тајни, затоа што се работи за истрага, меѓутоа преминува во таа фаза, се отвара истражна постапка, конкретно лице за конкретно кривично дело и во таа фаза веќе јавноста отприлика знае, затоа што ние сме окренале сомневањето на многу повисоко ниво и таа е паралелата што може да се направи во но колегата Бојана спомна дека не нотира дека имаме предолги предистражни и истражни постапки. Бојан, да повториме за што ни забележуваат и кој ни забележува дека нашето судство има проблеми околу брзината на подготовките на истражните, на кривичните дела и судењата. Па глобално во секој извештај релевантен, зборуваме за извештај на Европската комисија, последниот на State Department кој беше, се нотираат долгите предистраги, кои не знам, ќе каже обвинителот, може да траат и со години. Имаме случаи да траат долгите судски процеси. Ако го земеме предвид случајов Slimline, ќе покажавме и добро е како Ирала што го пишувавме, покажавме една негрижа на обвинител. Обвинителот беше донесено одлука да се разреши, но не го разрешија сам
си даде оставка, ама во суштина треба да се каже во сите сфери, вклучително и обвинителската и судската, дека треба да се менуваат многу работи. Јас знам дека обвинителот е релативно нов на шефовската позиција во Скопското обвинителство, се надевам дека правите некоја месечна анализа кој што сработил, како сработил, што е предмет на интерес. Еве, мене ме интересира која е најдолгата предистрага во Скопското обвинителство. Најверојатно имате некоја таква некоја статистика, која е најдолга? Не, таква статистика немаме која е најдолга предистрага и како што ја објаснив на претходното. Имате ли 4-5 години што има предистрага? Сигурно. И Ама не кај нас. Има и во секаде во светот истраги што траат по тоа. Добре, ги прашувате ли обвинителите зошто толку треба пред истрагата да стане истрага, дали и што ви одговараат? Еве, вас ги испрашувате ли вака на колегиум? Една е работата да направиш одредено истражување и да направиш прилог за тоа, а друга е работата кога мораш да го направиш по форма. Законот за кривична постапка е форма. И секој доказ мораш да го прибавиш во одредена форма. Не сите институции, некогаш и меѓународни органи, меѓународни институции, финансиски институции, не сите постапуваат во однос на барањата и на времено и точно. Има одредени механизми во законот. Јас не викам дека нема субјективен фактор и од страна на обвинителот. Има во многу случаи субјективни фактори и на крајот на кришта. Но еве ние кога објавуваме приказна, во еден момент знаеме дека имаме агул, дека имаме приказна и викаме дека одиме и ја објавуваме. Но ни се случува да мислиме дека е добра приказната, но по известно време, релативно кратко, знаеме дека веќе нема тука ништо и се откажуваме бидејќи тешко е да одработиш, нема јавен интерес, едноставно не привлекува внимание, не е наштетено на поединецот од страна на институција, туку е меѓучовечки односи па се суделе, едноставно не е на поле на нашиот интерес. Кога вие по колку време решавате дека нешто не е за истрага? Бидејќи најлесно е да се каже има уште малку. Мора да има некој минимум кој ќе речете да има основа, нема основа и прекинуваме. Бидејќи ако има 5-6-7 години пред истраги, мислам тоа значи веќе немате ни доволно докази како да пипкате нешто во темница и се надевате од некаде да пробие некој зрак, а у суштината само е темница. Се согласувам. Во се ова што го кажавте, се согласувам и тие години се стварно се голема бројка кога се работи за една предистрага. Меѓутоа, пак ќе кажам, и тешко е да се отвори одредена работа, меѓутоа проблематично е некогаш и да се затвори одредена работа, затоа што имаш доказен материјал кој што ти виси. И сега обвинителот кога ќе влезе во одредена ситуација треба да процени, а после некој тоа ќе го цени неговото. Зошто во оваа ситуација не си влегол во истрага од предистрага или зошто не си ја затворил? Сега и тој ги вага тие работи затоа што над секој обвинител има некој што му ја проверува неговата работа. Не е обвинителот сам господ на тоа што го работи, мора да има контрол. Значи повисок обвинител. Повисокиот обвинител го проверува републичкиот обвинител, односно обвинителството кое што е највисоко во хиерархијата. Значи таа е хиерархијата која што се проверуваат едни друг. И на крајот на краиштата обвинителскиот совет може секој од обвинителите да го провери дали постапува во рамките на неговите. Например, успешно ќе кажеме дека Миле Арсениевски се повлече обвинителот, но Бојан во еден од медиумите каде што работеше ти, а работев и јас, па знаме и од таму дека имаше случај што го објавуваше дека обвинител со многу сомнителна постапка, односно беше нотиран дека има насилство во неговиот приватен живот врз супругата, така беше? Ај потсетиме? Имаше случај во Скопското обвинителство, па може би минатата година го пишувавме, каде обвинител нападна тетка на неговото дете, која дошла да го види. Имавме имавме неколку стори врзани во низа, вест во низа, ден за ден. Дури го имавме и записникот за регистрирано насилство од полицијата, случаен настан, излезени на терен. Дури некако после по неколку дневни притисоци од страна на обвинителот, жената некако ретерираше после неколку приказни и случајот
се заташкат. Обвинителот се уште ви е колега, најверојатно не знам дали доаѓа или не доаѓа на работа. Кога контактиравме со претходниот шеф на Скопското обвинителство во тие случаи, кажа тоа е тоа, не се случило. Ете, полиција вика не се случило. Така да, јас мислам дека како што треба проветрување во судството, во медиумите и све, треба едно добро проветрување и во обвинителството и точно да се стави до знаење дека кој сака треба да работи, а кој не сака и го сваќа тоа само како доаѓање на работа, макар да се повлече сам. Кажавте дека има систем на контрола. Мислите ли дека е добар тој систем? Па мислам дека ако се користи во рамките на она што е пропишано, дека е добар. А веќе ценам дека на тој начин се употребува. И се повеќе подобар ќе биде. Реално во обвинителството до сега немало некои потешки дисциплински повреди кои што ги набројавте, како такви, јас и сега дојдов и не сум баш запознаен со овој случај. Не, го набројавме бидејќи за контролата едноставно се наметна. Контролата е таа. Значи, контролата е од повисокото обвинителство, републичкото обвинителство и обвинителскиот совет. Мислам дека веќе има доста критериуми кои што се направени и тие критериуми очекувам во најскор период да дадат Добро, резултати. како можеме да смениме перцепцијата на граѓаните, вклучително и нас новинарите, дека обвинителството не работи, дека судот не си работи својата работа. Јас зборам ова се заклучоци во извештаи, па да не збориме дека на анкети имам барав преска мал милион анкети за доверба во правосудството, кога зборам правосудство ставам и обвинителство и судови. Па речи си нула е довербата на граѓаните во системот. Што на пример ќе промените вие со вашето доаѓање? Што затекнавте и што може да се промени? И дали може да се промени нешто? Дали системот ќе дозволи да се промени нешто? Значи, прво што мислам дека треба обвинителството да е потранспарентно. И мислам дека тоа е основа на секога. Нешто ќе биде транспарентно, тогаш јавноста е многу повеќе вклучена и нема можност за извртување на она што е вистината. Така би се изразил. Значи, сметам дека обвинителството со кое што јас раководам во моментот, прво и основно е тоа, ќе стане транспарентно. Со самото тоа, секој од нас, кога веќе сите сме на веќе начик на јавноста, нормално е дека својата работа ја гледаш и од поинаков агол, меѓутоа ги отслушнуваш и звуците од надвор. Со самото тоа, сметам дека веќе граѓаните ќе препознаат дека нешто е подобро, нешто се менува, значи им се кажуваат аргументите, ќе се кажат аргументите зошто една одлука е таква. Значи, кога имаш аргументација за определена одлука, граѓаните ќе сватат дека тоа е стварно на тој начин, и правно, и фактички издржано. Нормално е дека ќе има многу незадоволни, затоа што тоа е обвинителство и судство. Во суд, кога ќе влезеш, едната страна е незадоволна. Така. По правило. Така е, но еве доаѓаме во еден момент, на пример, во моментов имате ли притисоци од власта? Зошто го кажувам ова? Имаше период кога власта беше многу цврста, многу ги имаше преземено конците во свој раце, имаше сериозна мнозинство во парламентот, сериозно можеше да носи закони и да влијае врз работењето на сите нивоа на државата, вклучувајќи и на обвинителството. Сега во овој момент имаме власт која има такво какво што има мнозинство, околу 64 пратеника, имаме опозиција што се занимава со своите проблеми како опозиција и не може генерално да влијае врз работењето на обвинителството и на судството. Власта има и други проблеми. Дали во овие моменти чувствувате притисок од власта или ова е момент кога вие како институција би можеле да испливате на површина и да во услови кога имаме, ајде да кажеме, послаб, ако имаме послаб политички притисок, тогаш институциите да дојдат до подобра видливост? Ова аргументација што ја кажавте, јас во целост ја поддржувам. И токму и тоа сакам да кажам, дека ова е моментот кога институциите на оваа држава е време да покажат резултати, односно да почнат да се градат како институции кои што ќе ја вратат и довербата на граѓаните, меѓутоа и ќе им ја дадат онаа неопходна
сигурност дека кога ќе отидат во одредена институција и кога ќе знаат дека тоа е правдата, таа институција ќе им ја испорача. И мислам дека токму овој момент, кога имаме таква политичка ситуација, во која што ја опишавте пред малце, дека сега само од нас зависи и од никој друг. Да, во ама овој еве момент. сега многу интересно, во овој момент зависи само од институциите, но ова некој да ми кажуваше, нема да поверував, институција, тоа е една, значи, државен правобранител, пушта кривична пријава против вас, односно пред се против обвинителот Артан Ајро, против вас како шеф, против финансиската, првиот човек на финансиската полиција Арафат Муареми, значи институција, тоа е државен правобранител, што треба државниот имот да го брани, пушта кривични пријави до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал против други две државни институции. Тоа е финансиската полиција и Скопското јавно обвинителство. Овако не се случило и како ќе се врати до врбата кога ова се случува? Јас мислам дека Артан Ајро е сега во обвинителство за организиран криминал. Тамо е или во... Да, во организиран криминал. Значи и против обвинител во обвинителство. Мислам, нема кој не е чепнат. Не, овака. Државните институции пуштали и порано кривични пријави. Не пуштаат прв пат кривични пријави. Државното правобранителство пуштило многу кривични пријави по разни основи до сега. Сега оваа кривична пријава е малце поинаква, затоа што прво се објави во медиумите, па се пушти. Тоа е малце поинаква и малце има тука инверзија во однос на сево ова, вообичаено државна институција кога држи до своето и кога цени дека има некаков криминал, има докази за криминал. Тоа оди и кај надлежен обвинител го пријавува без никој да знае. Затоа што надлежниот обвинител во таква ситуација, особено за некакво кривично дело кое што се вика злосторничко здружување, кое што треба на крај да го докаже, треба да уклучи определени мерки, треба да направи определена стратегија на кој начин ќе го докаже тоа, а не претходно да излезе тоа во јавноста, пред да се даде пријавата на јавниот обвинител, па сега јас можам да во тој контекст можам да квалификувам дека државниот правобранител, ако ние сме сторили некое кривично дело, тој ни помага сега да ги трагите уништиме. Значи во тој контекст јас можам да го толкувам тоа. Значи ви кажувам, која е процедурата кога пријавуваш некое сериозно кривично дело. Нели се урива вака довербата во сите институции? Тоа ќе морате да си прашате тој што на тој начин тоа го направил, затоа што и веројатно тој си има некаков одговор за сето тоа. Јас можам да кажам од гледна точка на обвинител како треба да постави државна институција која пријавува вакво кривично дело. Значи не можеш да им дозволиш на тие што се пријавени да знаат од телевизија дека се пријавени. Тоа е невозможно. Значи обвинителот кој што ќе работи по предметот, тој мора претходно да го сработи предметот, за да може да си го докаже. Вака однапред, тоа е... Ве плаши ли кривичната воопшто од државното правобранителство и постои ли сомнеш и минимален дека обвинителите Гаврил Бубевски и Артан Ајро овозможиле да не се конфискува имотот на бизнисменот Сејат Кочан во случајот Труст? Сите знаеме случајот Труст се однесува на ископот на јаловина во Рекбитол. Не. Обвинителите Артан Ајро и Гаврил Бубевски не овозможиле на никого, туку тие си вршеле својата работа во предметот за кој што биле обвинители да постапуваат. Значи, ја лоцирале имотната корис од кривичното дело, па да збориме за конфискација на имотна корис од кривично дело. Тоа мора да биде имотна корис која што е поврзана со средствата исплатени за јавната набавка и ништо повеќе. Значи, ја лоцирале која може да биде таа, значи тоа може да биде само имот кој што е купен после исплатата на средствата за јавната набавка, ја обезбедиле со времена мерка, значи ние сме предложиле судот ја дал времената мерка и на крај е определена конечна одлука на конфискација. Во меѓувреме, што многу лица, правни лица, доверители и сето тоа после првостепената одлука до второстепената, затоа што законски е невозможно тогаш, барем во сегашниот закон за кривична постапка, се надевам во измените, тоа ќе
ќе се превенира да трае таа мерка измеѓу првостепена и второстепена пресуда, се направени од одредени правни дела кои што одат кон обезвредување на имотот, меѓутоа тука не учествува ни обвинителство, ни некоја друга институција, едноставно учествуваат тие што сметаат или биле некакви доверители на имотот на Трансмет. Значи, во тој дел се направени определени правни дела, но Законот за кривична постапка пак дозволува, доколку се направат правни дела во таа фаза од постапката, пред судовите од граѓанска надлежност, пред суд од граѓанска надлежност, да се побијат тие правни дела кои што значат обезвредување на тој имот. Значи, овој имот не е нешто што не може да се изврши. Значи, меѓутоа треба малце постапките да се пред судот да се интензивираат, да се кажат аргументите и на правобранителството и на Агенцијата за управување за одземен имот, тука не учествува обвинителството. Обвинителството веќе не учествува во постапка. И да се поништат правните дела со кои што се е обезвредната конфискација. Само Бојан, појасни што е Трансмет, случајот Трансмет, за да им биде на гледачите и ние на... така кажавме, знаејќи го ние, случајот Трансмет е фирмата на бизнисменот Сеат Кочан, која заедно направи, колку што се сеќавам, лажен конзорциум со уште други две фирми беа, и аплицира на тендер за ископ на јаглен во Рек Битола вреден 17 милиони евра. Сега задачата на тогашното специјално јавно обвинителство беше да докаже дека Сеат Кочан и останатите се виновни и да ги заплени 17 милиони евра кои ги направиле како нивни профит со тоа што лажно формирале конзорциум. И јас само имам уште едно мало под прашање. Му се заплени или макар цент на Сеат Кочан од тоа што го направил како профит за себе си, и колку што се сеќавам, вклучително Ирала и други медиуми има еден куп текстови дека градежната машинерија која беше прилично голема тогаш на фирмата Трансмет се користи. Нели имаше државата предимство кога треба да се запленува? Затоа пробуваме да ја најдеме дали воопшто има пропуск. Сеат Кочан за кратко ќе излезе од затвор. Недвижниот имот е запишан на Република Северна Македонија. Другиот имот, значи, Трансмет има имоти пред кривичното дело. Не е само имотот кој што е после извршувањето на кривичното дело. Значи, овде има повеќе покомплицирани се работите и повеќе аспекти има за ова. За предкривичното дело Трансмет тоа се предмети кои што влегуваат или во стечајна маса, или има излачно право, или има некакво друго право врз тие предмети. Меѓутоа збориме сега за предметите кои што настанале после извршувањето на кривично дело, односно Трансмет ги стекнал во сопственост после извршувањето на кривично дело од парите кои што се исплатени од јавната набавка. Така да, недвижниот имот е запишан на Република Северна Македонија и за жал на тој недвижен имот има товари од разни доверители, кои што ќе имаат исто како ќе имаат правенство на намирување за нивниот долг пред државата. Долг. Но тој не е целиот имот кој што долгот некаде е половичен, некаде е помалце, некаде, значи за оној долг за кој што му должел Трансмет. Не, ама само е запишано заложното право и кога би се продало, тоа не значи дека целата продажба ќе оди на тој, туку дел според долгот ќе оди на тој доверител. Дел ќе се дели помеѓу доверителите според учество. Дел на Република Северна Македонија. Значи тоа е постапка која што си многу интересно, поправиме Боки околу ова. Ти следи судство, јас не толку многу, но кога ќе ти прочитам Арафат Муареми, Артан Аеро, Гаврил Бубевски, што ги сврзува сите нив тројца? Јас мислам СЈО. СЈО. Значи многу интересно, значи дали ова е конечна пресметка со СЈО, може да се каже. Едноставно знаеме како шефицата на СЈО заврши во затвор, знаеме како гледаме дека една обвинителка што беше во СЈО се шета до Палермо, па после дури плаќа за тоа шетање. И јас би сакал така да одам, например, на одмор. Првен да отидам, па после ако имам пари да платам, но добро. Тоа некако
сите што беа на некој начин поврзани со СЈО, влегуваат, почнуваат да бидат во нешто инволвирани. Еве, ве инволвираше државниот правобранител вас со таа фамозна кривична пријава, но се добива впечаток дека СЈО у суштина како ова е да финале, некое финале да се Или како- раскрсти. или Дали како може има одстрел? нешто како одстрел? Баш убаво. Одстрел на сите што беа во СЈО. Да се девалвира до крајни граници. Не го доживам јас тоа така, значи не мислам дека е само кон СЈО, мислам дека во суштина е нападот и кон обвинителството и кон судството, затоа што има различни сфери на влијание во оваа држава. За жал не сме успеале правниот систем да го ставиме на ниво да тој има најголемо влијание, односно да правдата има најголемо влијание. Воопшто, не, и во она што го кажавте и за Палермо не беше само затоа што беше обвинител поранешен во СЈО. Да, беше и таму министр, па напад. кај се криеше. Добро, и кај министерот не се криеше, значи добро. Така се добија не впечаток. мислам дека е нападот кон СЈО, едноставно мислам дека на тој начин не доживуваат граѓаните и имам и мислам и тоа е впечатокот. Меѓутоа сметам дека има и доста сфери на интерес кои што се многу влијателни во оваа држава и кои што си прават некоја проценка на како ќе настапат за понатаму за евентуално доколку дојде до некаков кривичен прогон против нив или нешто Господине друго. Бубевски, Па, морам проба да да направат некаква штета и прават нормално дека Ајде, прават штета. директно ќе ве прашам. Сметате ли вие како обвинител дека криминалот е длабоко навлезен во сите пори на македонското општество? Дали имаме криминализирано општество? И крајно корумпирано. И крајно круме, али и криминализирано, со сериозен аспект на ограбување на се што може да се ограби. Секаде да се исцицаат што повеќе средства и да се збогатат поединци или групи. Дали сметате дека влегуваме во една многу опасна зона каде криминалот диктира многу работи, вклучувајќи еве и девалвирање на институциите, обвинителство, судови и тоа им оди во корист. Да имаат сите опашка, вклучувајќи ги и вас, и господинот Муарем и Арафат, и господинот Артан Ајро. Значи, едноставно, сите да имаат опашка, за да не може да се каже дека ово е без опашка и он која зборува во името на правото и на правдата. Едноставно, на сите се лепат опашки. Така е. И значи тоа е факт дека се прават огромни штети, многу често и без никаква причина, веројатно за однапред да се мисли дека таа или тие институции би се на некој начин парализирали или доколку дојде до некаква нивна реакција па да имаш контрааргументи во однос на нивната реакција доколку Обштеството не мислам дека ние сме покриминализирано општество од сите во околината, мислам дека сме тука на исто ниво, може би малце сега кај нас многу полесно се доаѓа до информација, на тој начин многу се потранспарентни институциите од околината, многу повеќе се вложува во истражувањата, еве и вашата лабораторија, во истражувањата на корупција и сето тоа и многу е подостапно за јавноста. Јас верувам дека ние како народ и што живее на овие простори не сме поразлични од другите. На времето зборуваше Романија, уште кога ќе се симнеш на аеродром ти бараат пари, не мислам дека оваа држава е на тоа ниво, има. Го гледавме на Блаце командирот на смена, значи во ред. Има, не викам дека не. Знаете ли што зборува за нашите полицајци, на пример во странство? Јас не го имав тој впечаток, искрено да ви кажам, дека ја верував дека нашите полицајци се окей, супер, се има честни. Надвор од Македонија кога ќе излезам, знаете што зборуваат транспортерите срби, хрвати, бугари, вика најлошо е во Македонија. Како најлошо, јас сум од Македонија, не е најлошо. Не, вика, си се знае и тарифа има, бетер од што е во Србија, во Хрватска и во Бугарија. Јас не верував, но се како што поминува времето, се повеќе и повеќе верувам во тоа што го зборува. Но сакам да ве прашам нешто... Да пробаме да го тоа неутрализираме. Значи, се уште мислам дека вистината не е толку лоша. Добро. Ама може би
Да, имаме Ке уште имаме некое друг пат, ќе прашање. разговараме. Да, ќе разговараме, но морам да завршам ова околу и околу случувањата со кривичната, со тоа, дали сепак може би станува збор за игра на тронови, односно за обиди, кој ќе го наследи главниот обвинител, на републички обвинител, и у суштина сега секој со секого си се позиционира, па се пуштаат кривични против едни обвинители кои што може да имаат амбиција да го наследат главниот републички обвинител, или друг тоа го прави што има исто такви амбиции, а јавно што негира дека го сака. Дали сепак може би се ова што се случува со кривичниве пријави, ваквиот однос па да се дознава преку медиуми, може би е у суштина завршницата за тоа кој да го наследи господинот Јовевски. Не верувам. Имате ли амбиција да бидете главен? Не. Добро, така го вика 45 другата обвинителка години. што добро, Тоа е. во ред, окей, добро, така, добро, значи немате, тоа го кажувате. Интересно е случајот Тот, значи Денис Тот, тоа е ракометарот што беше претепан до смрт, се случи, се расчистуваат работите лека по лека, но повторно доаѓаме до нешто што ИРЛ го пишуваше пред 2 години, а тоа е дека сива зона се дискотеките, дека немаат лиценци, институциите воопшто не се загрижени за тоа. Може ли да ни објасните што се случи и како дојде до тоа првично да немало видливи последици, па после да испадне дека е претепан, па дека починало тоа и сето тоа. Како може таков расчекор да има помеѓу институциите? Пак неколку пати дадов изјави за хрватските медиуми, дадов изјави во таа насока и не мислам јас дека имаше некаков расчекор во институциите, напротив, и тврдам дека институциите многу ревностно и многу брзо го расчисти овој случај. Во однос на најголем проблем е таа изјава што имаше од страна на клиничкиот центар дека немало траги на насилство, иако они имаше алармирано во полиција дека има такво лице веќе донесено во клиничкиот центар, така да постапката која што си ја водеше полицијата под раководство на јавниот обвинител, значи они контактираа и со мене, меѓутоа контактираа и со дежурниот јавен обвинител во тој ден, односно во петокот кога веќе почна да се одвива целокупната предистражна постапка. Значи беше во насока да се обезбеди целокупниот доказен материјал. Петокот вечер ги имавме и обезбедено двајца од тројцата осомничени. Значи беа прегледани камерите, беа обезбедени со наредба, беше дадена, иако и клиничкиот центар они имаат еден свој протокол по кој што бараат обдукција, тој е поразличен протокол од обдукцијата што ја бара судска медицинската обдукција што се бара по законот за кривична постапка од страна на јавниот обвинител, и тука се утврдуваат комплетно сите причини за смртта и механиката за нанесувањето на повредите од кои што зависи и одредено кривично дело. Така да ние до вечерта имавме веќе чист настан. Да, но открива оноа, пак ќе се вратиме и на Слимлайн, ќе речете зошто се враќаме сега од убиството на Тот на Слимлайн, бидејќи се открива дека во Слимлайн имаме проблеми со институциите, како функционира царина, агенцијата за храна и ветерина, имаме една судска одлука која што е против компанијата, па сега повторно има судски случај, но таа компанија си работи непречено од првиот до вториот случај и работи во моментов непречено, но откриваме ние исто пред 2 години пишувавме дека дискотеките се сива зона, многу често работат без лиценци, дека институциите не ги контролираат доволно. Едноставно се добива впечаток дека институциите без разлика вие какви постапки да водите, какви кривични пријави да поднесете, институциите не се подобруваат, не се менуваат, а се делумно или многу виновни за тоа што се случува. А тоа е, например, да има храна што е, односно суплементи што се опасни за здравието. Сметате ли дека вашето како правни механизми и пресудите не се земаат од институциите да се подобри системот и дали може да се тужат на крајот од денот институциите кои што не работат во интерес на граѓаните? Вака, додека правевте муабет овде новинарите, ми текна на една работа која што
веројатно е пропуштена во Законот за трговски друштва во ситуација кога има изречена некаква пресуда против собствениците на одредена фирма. Значи во постапка, на пример, таму е предвидено, мислам дека 29 членот Закон за трговски друштва, во постапка за стечај, тие не би можеле да основаат, ако имаат стечај према една фирма ја ставиле во стечај, односно стигнала фирмата во таква постапка инсолвентна да не може веќе да си ги исполнува врските. И тие веќе не можат да основаат некое време друга фирма. Значи ова ние како одредба во Законот за трговски друштва го немаме, ако се осудени за такви кривично правни действија со кое што го загрозуваат здравјето во граѓаните и воопшто за друга одлука да немаат одреден период да регистрираат фирма со која што ќе се а е во врска со работењето на фирмата која што ќе се бави повторно со истата дејност. Значи такво нешто го провери во Законот за трговски друштва, не ни е предвидено и веројатно ќе треба тој дел да се подобри од законодавна страна. Друго ви интересира по однос на тужбите према институциите. Тоа би било некоја објективна штета што би настанала од непостапување на одредена институција. Да, например, еве коментарот има објективна штета, кариерата му е уништена, а виновни сте овде и АХВ и царина, мислам треба тоа да се докаже, веројатно е и нивната вина, но некако институциите како да се надвор од дејствувањето. Едноставно ги оставаме, што и да прават, тоа се институциите. Немаат одговорност. Јас сум кривичар, овде би се впуштил малце во граѓанската работа, меѓутоа не би сакал да навлезам во тој дел многу, затоа што има многу поголеми авторитети и стручњаци од мене за таа работа, но значи објективната штета доколку постои, таа може Законот за облигациони односи ја препознава доколку некој ја направил, изворот на облигациониот однос е некој штетен настан и тој може да се процесуира доколку постојат сите таму наведени факти кои што ги исполнува, тој може да се процесуира и да се бара одредена штета према институцијата во граѓанска постапка врз основа на Законот за облигациони односи и штета како извор на облигација. Не можам јас да дојдам кај вас да речам заради нив јас не ослабнав, туку се издрогирав и да го гоните на пример царина и сето тоа, можам тоа да барам од вас. Не можам да го гонам ако нема кривично правни действија за тоа. Значи тоа треба, значи тоа се збориме две различни работи, или за субјективно или за објективно. Горан пластично сакаш. Океј, сакам само да видам дали може кривично да одговара некој затоа што не ме заштитил мене како граѓанин и сум имал нешто. Јас мислам дека до обвинителството секој може да поднесе кривична пријава ако смета дека има основи за кривично дело, па после треба да институција баш би сакал да видам. Секој може да поднесе кривична пријава. Обвинителството утврдува дали има сомнение, значи тој ја третира на ниво на пријава. Така. Дали има минимум услови за да се... минимум услови, а сомнението дали е на основи на сомнение, дали е на основа на сомнение или веќе имаш и ситуација да поднесеш обвинение, тоа е на обвинителството работа. Имаш прашање или да завршуваме веќе? Па не, јас мислам дека можеме да завршиме, најверојатно ќе не критикуваат, требаш уште ова да прашаш. Благи бевте за трансмент и за ова, ама мислам дека горе долу дадовме една општа слика за работите. Да, добро. И му благодарам на обвинителот Гаврил Блуевски што прифати да биде дел. И јас ви благодарам и на вас. И освен ако не сакаш да не сакате да докажете уште нешто, па не ве прашавме, она тоа е лошото новинарски. Не. Јас се шалам. Сега се опуштив, сега можам да разговарам веќе сега се опуштив, веќе така да се, на почетокот ми беше малце. Да, тоа е нормално, севте правите на ваква емисија, тоа ми е мило, многу што направиле севте во емисија со мене, после тоа не можат од екран да се симнат и зборат, што се вика од фрижидер да се отвори, ќе се види тој што бил прв пат кај мене на емисија, нон-стоп го има. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. И јас исто. Благодарам.